Едно возило на територијалната противпожарна единица на Кочани со спремните пожарникари беше доволно да се изгасне пожарот во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци, кој како дел од вежбовната активност избувна во училиштето. Од симулираниот пожар беа зафатени неколку училници и беа повредени тројца ученици, кои навреме беа евакуирани од пожарот и од страна на екипите и волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Им беше укажано прва помош. Евакуацијата и симулацијата на пожарот се спроведе со учество на сите вработени во училиштето и учениците. Од вежбата се покажа дека основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци, како и територијалната противпожарна единица на Кочани, се подготвени за брза реакција при евентуална несреќа и исправување во случај на пожар. Денес во нашето училиште по втор пат беше организирана и спроведена симулација на пожар од страна на територијалната противпожарна единица од Кочани во соработка со Црвен крст на Република Македонија, подршна единица Кочани. Успешно евакуирани наставници, успешно евакуирани деца, успешно спроведена акција од страна на противпожарната единица на тројца повредени ученици, од кои двајца потешко, еден полесно. Би сакал да им се заблагодарам на територијалната противпожарна единица од Кочани, на Црвен крст, за неуморната и несебична нивна соработка со нашето училиште. Нашето училиште е подготвено за секаков вид на евакуација, по претходно изготвена шема на евакуација. Територијалната противпожарна единица на Кочани ги поддржува ваквите активности на училиштата. Оти истите се од големо значење за учениците да знаат без паника да го напуштат училиштето при евентуално избувнување пожар, но и да се види подготвеноста на самата територијална противпожарна единица при вакви случаи. Сме денес да представиме тактичко показна вежба во која има опожарена училница, евакуација направена на учениците и воедно директорот ни известува дека има повредени неколку ученици. Колку ученици беше повредени? Три ученици, од кои две потешко, едно полесно дете, изнесени се од наша страна. Во соработка со Црвен крст исто така помагаат во вежбата за нивно санирање на моменталните повреди. Вежбата е со цел да покажеме спремноста од една страна на нашата единица, а од друга страна дека имаме комплетна соработка со сите училишта и на секои 2 години имаме намера да го повторуваме со цел да и учениците и вработените персонал да се запознаат со начинот како би било во реална ситуација постапката на сите и вработени и деца и нашите луѓе. Паунов додаде дека со сите училишта организираат вакви симулацијски вежби, преку кои се утврдува колку училиштето е подготвено да реагира во случај на пожар или несреќа. Вежбите се спроведуваат согласно планот за евакуација при несреќи и планот за работа на основните училишта.